Првото изненадување од Lamborghini е што воопшто ја покажа отворената верзија на Veneno. Второто е дека таа нема никаков покрив, ниту пак некаков сурогат за него. Со третото пак ја надмина сета човекова фантазија и на јавноста за прв пат го представија на италијанскиот носач на авиони Кавур укотвен покрај брегот на Абу Даби. Дека работат на родстер верзијата на Veneno се знаеше уште од летото. Она што не се знаеше дека тој, освен покривот, нема да загуби ништо друго. Славеничкиот хиперавтомобил, представен во чест на 50-тиот роден ден на марката, ја задржа техничката основа од Aventador со неговиот 6,5 литарски V12 мотор подзасилен на 750 коњи, 7-степениот секвенционален менувач, погонот на сите 4 тркала, мноштвото компоненти од јаглеродни влакна кои се среќаваат насекаде и максималната брзина од 355 км на час. Во првите полутајни вести за топлес верзијата на Veneno се велеше дека тој никогаш нема јавно да биде покажан, но за разлика од хардтоп моделот, чие производство беше лимитирано на 3 одамна распродадени возила, од отворената верзија ќе бидат направени 9, а менаџерите на разулавениот БИК определија цена од 3,3 милиони евра по автомобил, односно очекуваат од 9 направени премероци да инкасираат неполни 30 милиони евра. Покрај неговиот економичен дизел мотор, неговата форма е моделирана за оптимална аеродинамика. Ford Focus, сега за 13.990 евра. Посегни за економичност, посегни за безбедност, посегни за технологија, посегни за компактност, посегни за поубав живот, посегни за 5% учество, 5 години рок на отплата, 50% попуст на каско осигурување за првата година, 5 години бесплатен сервис како и 5 години гаранција. Новиот Јарис во Genius пакет на опрема, никогаш подостапен. Вашиот вистински избор за урбан животен стил. Toyota, always a better way. Стил и гени. Моќта се нашите гени. Новиот Outlander од 28.980 евра. Mack Autostar. Новата Ford Fiesta. Помоќна, поекономична, извлечете најмногу од денот. Новата Ford Fiesta, сега за 11.490 евра. Барселона беше избрана за еден од 6 градови лоцирани на 4 континенти каде се представи новата генерација на Ford Mustang и новитетите од синиот овал кои допрва треба да стапнат на европско тло. Пред 2.500 гости, меѓу кои бевме и ние, се случи крешендо проследено со овации во име не само на 6-та генерација на американската икона, која е прва што ќе се продава глобално, туку и за новитетите кои се најавени за следната година. За да биде настанот уште поголем, презентацијата на расното грло ја одржа Вилијам Клеј Форд, председателот на управниот одбор на компанијата. Неговиот ентузијазм немаше граници, а емотивниот настап само потврди дека Мустангот ќе може да се види на секаде низ светот, а не само по прериите како што беше досега. Ова го потврдува фактот дека за прв пат во своето 5-децениско постоење ќе биде на располагање и со 2,3 литарски 4-цилиндричен турбомотор со 309 коњски сили, а се размислува и на дизел верзија. Димензиите се слични, но тежината помала. Погонот е на задните тркала преку мануелен или автоматски менувач со команди на столбот на управувачот, а глобалните аспирации му донесоа сосема ново потпирање, мноштво електроника и верзија со управувач на десната страна. Секако за рустикално расположените и натаму вистинскиот Мустанг ќе биде оној со 3,7 литарски V6 мотор, сега со 305 коњи, а унапредениот 5 литарски V8 со 426 коњски сили е резервиран за најтврдокорните. Изгледот не е изненадување. Новиот Мустанг е реинтерпретација на сегашниот, тој нема веќе да има ретро изглед, туку модерни црти инспирирани од концептот Евос покажан во 2011-та на салонот во Франкфурт.
Ова означува значително свртување во еволутивниот развој на американската автомобилска икона, која во текот на скоро целокупниот свој животен век се базира на мускулестите линии со кои моделот беше лансиран во 1964 година. Со промените во дизајнот, Форд се надева дека новиот Мустанг ќе биде интересен за купувачите родени помеѓу 1980 и 1999 година, кои во Америка ги има околу 80 милиони, но во предвид го има и европскиот пазар каде вкусовите се различни. Ентериерот пак остава воздржувачки импресии за кои во прв момент не се сваќа дали треба да бидат модерни или ретро, но секако во согласност со инсистирањето да не ги загуби традиционалните вредности, бидејќи досега се продадени повеќе од 9 милиони возила со дивото конче на носот. Специјалната манифестација Go Further, на која беа представени Мустанг, Форд ја искористи и да се пофали со своите планови за лансирање на 23 нови или обновени модели во 2014 година. Еден од нив можеби ќе биде малиот К, чиј концепт исто така ни беше представен во Барселона. Велиме можеби затоа што засега се уште не е дефинирано кога овој мал сладок градски автомобил ќе се најде на европските улици и под кое име. Наша предпоставка, поради моноволуменската форма на каросеријата, е дека би се викал A-Max. Дело е на дизајнерите од бразилската филијала на Форд, кои стилски добро го имаат обработено. Не кажаа многу за него, но затоа добро ги образложаа амбициите на вториот представен новитет, теренецот Edge, кој ќе има за цел да го задоволи зголемениот интерес на европјаните за ваквите возила. Како еден од главните носители на глобалната теренска програма на Форд, ова во американски стил направено спортско корисно возило, но со изразени европски цитати на изгледот, ќе им се придружи на малиот EcoSport и новата генерација на Kuga во 2015 година. Како модел е представен во 2006 година, а на туку што поминатиот салон на автомобилите во Лос Анџелес се појави и концептот на неговата втора генерација. Исполнета со мноштво напредна технологија, паметни решенија и безбедносни системи, а механиката ќе остане тајна до приближувањето на неговото пазарно лансирање. Засега се знае само дека е поставен на глобалната CD4 платформа од Mondeo и дека барем во Соединетите Американски држави ќе биде на располагање и во хибридна верзија. Форд очекува до 2016 година секое 10-то негово продадено возило да биде спортско корисен модел. Кога се појави пред неполни 4 години, веднаш беше јасно дека Дастер нема да ги следи вообичаените трендови. Успеа лесно да се наметне со уникатно место во еден од најпопуларните сегменти на пазарот во категоријата на компактните спортско корисни возила. Тајната на успехот беше добро одмерениот сооднос на вложеното и добиеното, па со тоа немаше директен конкурент. Со рестилизирањето Дастер доби два детаљи кои му недостасуваа, а тоа е атрактивниот изглед и модерен бензински мотор. Дастер Фаза 2 е официјално име на рестилизираниот модел кој ни доаѓа од Питешти. Во однос на нашите претходни искуства со овој модел, со кого имаме поминато повеќе од 5000 километри, најмногу промени регистриравме на предницата. Скромната маска и отстапи место на помодерната, светлата се нови, а севкупниот впечаток е посилен теренски изглед. Јасно е дека Дастер сега ги следи дизајнерските трендови и сака да освои уште повеќе купувачи. На тест возењето кое го направивме во околината на Белград и планината Авала, до израз дојдоа сите квалитети на ова спортско корисно возило. Судејќи според маршрутата која како да ја бираа најголемите противници на Дастер, дојдовме до сосема позитивни впечатоци за него. Имено возењата се одвиваа на терен кој изобилуваше со природни пречки, тесни патчиња, смрзната почва која во текот на денот се претвори во кал до колена, долги дупки исполнети со вода, мраз кој пукаше под тежината на Дастерот. Услови на возење кои секој би сакал да ги избегне. Сепак за 50 километри што ги извозевме ни требаше повеќе од 4 часа, што доволно ги илустрираа приликите на теренот.
Во сите опишани сценарија Дастерот се покажа како зрело возило подготвено да одговори на зададените предизвици. Најмногу непријатности предизвикуваа повремените гребења на каросеријата и подвозјето предизвикани од тешкиот и непредвидлив терен. Овој теренски изглед ќе го запомнам по малтретирањето на Дастерот и неговото гордо држење пред предизвиците. Бидејќи се работи за рестилизирање во техничка основа, ништо не е сменето. Дастер се уште се нуди со погон на предните и сите тркала, но вистинска новост е модерниот TCE мотор. Тој по конструкција е 4-цилиндерски, има турбополнач и од 1199 кубни сантиметри испорачува 125 конски сили и 205 ньютон метри. Останатите агрегати се познати од претходната генерација. На списокот е 1,6 литрениот бензинец од 105 конски сили и двата DCI од 1,5 литри, со распон од 90 и 110 конски сили и просечна потрошувачка од 4,8 литри нафта. Престојот во кабината е попријатен поради употребените материјали. Сега пластиката на предниот панел е помека и попријатна на допир. Се нуди кожен интериер во повисоките нивоа на опременост, се чувствува подобрување на седиштата и тапацирите, а хромираните оквири на дифузорите за воздух ја прават севкупната оценка за интериерот поволна. Уште еден плюс за рестилизираниот Дастер е цената која останува непроменета. Сонцето високо изгреат над Михен за да им го осветли амбиентот на М браќата на БМВ и да ја загрее атмосферата на сите оние што ги чекаа. Предолго би рекле, но како што секогаш кога БМВ е во прашање се исплатеше да се чека, дури и кога сите мислевме дека знаеме се за нив, а не знаевме. Најважното што не го знаевме дека М браќата ќе располагаат со чаламџиски burnout control систем, кој на оние што адреналинот ќе ги предизвика, ќе им овозможи да креираат перфектен облак чад со продизгување во место на задните тркала. За ова, благодарност треба да се изрази на 6-цилиндричниот твин турбо мотор со потентни 431 конска сила, кој мора да биде спарен со 7-степената MDCT Drive Logic трансмисија. Оние пак кои не сакаат да уживаат во привлекувањето внимание со својот нов М-другар, ако воопшто има такви, ќе можат да го истеруваат ѓаволот од 3-литарскиот мотор преку 6-степениот мануелен менувач, кој колку и да се вешти со него, сепак попавно ќе ги дотера до првите 100 км на час, за 4,3 наместо за 4,1 секунда. И во двата случаи брзината джентлменски е ограничена на 250 км на час, но само за вистинските джентлмени. Оние другите ќе можат да ги нарачаат М3 и М4 со опционалниот М-Drive пакет, во кој електрониката широко градо ќе дозволи 280 км на час. Освен што подобро ги преработува 550 ньютон метри максимален вртежен момент, автоматизираната трансмисија со две спојки заедно со старт-стоп системот и регенерацијата на енергијата на кочењето штеди и гориво. Како што велат во БМВ, а ние ќе се правиме дека им веруваме, М3 и М4 во просек троши 8,8 литри гориво со обичната и 8,3 литри со DCT трансмисијата. Мала, но значајна заслуга за ова имаат и специјалните развојни програми на БМВ за лесни материјали кои преку употреба на пластиката, јагледнородните влакна, алуминиумот и магнезиумот успеа да му ја намала тежината за 80 кг во однос на досегашната М генерација на серијата 3. Баварците ни пласираат толку многу информации за М браќата што ќе дојде нова година дотега ги прочитаме, но меѓу сите нив една е посебно интересна. Во пресоопштението на БМВ наменето за американскиот пазар, постоењето на Burnout Control системот е испуштено. Намерно или случајно ќе дознаат после салонот во Детройт, каде ќе биде нивната официјална промоција. Интересна, но не до толку е и организацијата на производството. Седанот ќе се прави на досегашното место во фабриката во Регенсбург, а купето во погоните на матичната фабрика во М градот.
Сончево време и прекрасни услови да се тестира нов автомобил. Нашата екипа се наоѓа на Босфор, а денеска под лупа го имаме Hyundai i10. Овој автомобил се произведува 100 километри зад мојот грб во фабриката Асан, каде што подолго време се произведуваат моделите i20, но и i10. За фабриката Hyundai, односно за европскиот дел на оваа корејска корпорација, едно од круцијалните значења ја има новиот i10, бидејќи со него стартува новата декада на оваа компанија. Како што велат од компанијата, до 2017 година дури 90% од автомобилите кои ќе се продадат во Европа под знакот на Hyundai ќе бидат произведени во Европа. Тоа значи дека ќе се зголемат капацитетите на фабриката во Асан, но и во фабриката во Чешка и Словачка. Но да не должиме многу со информации. Денеска сме тука за да го ставиме под лупа малиот, односно најмалиот производ на Hyundai i10. Во класата на мали градски автомобили, односно во А сегментот, една од најважните работи е како изгледа автомобилот. Од надвор i10 изгледа сосема атрактивно, но и внатрешноста е во тој дух. Кога ќе се седне во него, се чувствува дека ергономијата, но и чувствата во дизајнот играат главна улога во овој автомобил. Како што гледате и самите, сериски е направена внатрешноста во биколорен стил. Тоа дава многу поголемо чувство за просторот, но и за естетиката на просторот. Во внатрешноста се е на дофат на рака и се гледа како што треба да се види. Имате чувство како да седите во еден поголем автомобил. Но сериски исто така во i10 се вградуваат и подигачите на стакла на сите прозорци. Кога се сместив како ја што сакам во задниот дел на клупата, нема многу простора за возрастни лица. Но да напоменам, повеќето купувачи во овој сегмент го купуваат овој автомобил само за себе или само за во градски услови. А кога збориме за градски услови, тогаш овој простор е повеќе одовален. Но да видиме што ни нуди Hyundai i10 во задниот дел. Гепекот го проверивме и во него може комотно се сместат две торби кои се дозволени за внесување во авион. Значи димензиите 55 на 38 сантиметри и висина на багажот од 25 сантиметри. Овде има рака на срце простор за уште малку багаж. Тоа беше околу естетиката и ергономијата во i10. Тој ќе се продава во две варијанти, со бензински мотори од 3 и 4 цилиндри. Во градски услови на возење, за што е и створен Hyundai i10, тој се однесува извонредно. Благодарение на зголемените димензии, 8 см е подолг од претходникот и 8 см е поширок, возачот се чувствува онака како што треба на своето работно место. Она што прво доаѓа во очи, односно првиот впечаток на возење низ град е дека многу добро се однесува спојот на моторот и на менувачот. Преносите одат многу лесно, а за трицилиндарски мотор, бензински мотор, можам да кажам дека работењето е култивирано и извонредно тивко. Подпирањето е направено да пружи добар комфор и на не така рамни улици. Допадливоста на самиот i10 во надворешниот дизајн се преточува и во внатрешноста. Биколорноста, што ја спомнавме на самиот почеток, прави возачот, но и другите што се возат во овој автомобил да се чувствуваат комотно и има многу светлост во самата кабина.
извозените нешто повеќе од 400 километри со Hyundai i10, моите впечатоци за овој автомобил се позитивни. Мислам дека Hyundai ја најде вистинската мерка кога се однесува на еден автомобил од сегментот А. Како што ни кажа нашите домаќини, i10 ќе започне да се продава наскоро на сите европски пазари. Проектираната цена за основниот модел е 9800 евра. За жал не знаеа да ни кажат дали во Македонија таа цена ќе важи, ќе биде ли нешто пониска или повисока, но морам да заклучам дека Hyundai одлично ја заврши својата работа. Имено со овој автомобил се покажува дека Hyundai станува сериозен играч на глобалниот пазар. Пред се тоа и поради статистиките кои се доста актуелни за автомобилските производители. Имено, 70% од купувачите на Hyundai доаѓаат од многу познатите брендови како што се Renault, Ford и Volkswagen. Hyundai со тоа е многу горд. Но дали таа гордост ќе упали на некои мали пазари како што се нашиот, каде што Hyundai има доста неизвестна продажба и бројките на продажбата паѓаат, ќе видиме и ќе го покаже тоа времето. Пред неполни 3 месеци беа представени двата врвни рафинати на семејството 911. Моделите 4S и 4 Turbo S се најновите остварувања од Штутгарт со големи амбиции, па затоа пристапив со голем респект кон двата друмски болиди. Условите на патеката навак беа добри, па со голема самодоверба влегов во клинч со новитетите. Смалувањето на тежината, доведувањето на техниката до ниво на совршенство, управувањето на сите тркала и неизбежното зголемување на каросеријата се главните одлики на генерацијата 991, која е фабричка ознака за актуелните новитети. Пред да пристапиме на возењето, имавме технички брифинг на кого ни беа предочени сите модификации. Најинтересна од сите е управувањето на сите тркала, кој овозможува задните тркала да се вртат за 2,8 степени во спротивен смер или за 1,5 степен во смерот на предните тркала. Со таквото однесување се добива многу поголема агилност на целата каросерија, се зголемува стабилноста и многу полесно се достигнуваат крајните можности на целиот автомобил. Накратко, добивате автомобил кој е лесен за секојдневно употребување, а на патека се претвора во вистински болид. Но да почнеме со ред. Прва на тест ја има верзијата 4S. Таа располагаш со 6-цилиндричен боксер мотор со зафатнина од 3,8 литри и 400 коњи, контролирани преку 7-степен секвенционален менувач со двојна спојка. На прв контакт на возачот му е јасно со што има работа. Рикањето на моторот и брзиот пренос на степените го крева адреналинот. Додека сте се свестиле, поминале 4,1 секунда, а брзинометорот покажува 100 км на час. Веќе во првиот свиок на сцена стапува управувањето на сите тркала. Серијата свиоци се поминува со неверојатна леснотија. Она што многу ми се допадна е воздржаната реакција на електрониката која дозволува да се почувствуваат сите благодети на агресивното возење. Кога се запознав со можностите на 911 4S, ги исклучив електронските помагала. Тоа е приказка сама за себе. Погонот на сите тркала во зависност од потребата го менува соодносот на пренесената сила на предната и задната оска. Во ваква ситуација уште повеќе до израз доаѓа благодетот на управувањето на задните тркала, за кое компјутерот одлучува во кој смер ќе бидат свртени. Тогаш знаете дека сетилата треба да бидат изострени за да го одиграте тангото како што треба. И само што влегов во ритам на танцот, заврши дружбата со 911 4S. На
наред дојде далеку помоќната изведба турбо. Во основа, иста како и претходната, но далеку полуксузно опремена, а моторот е засилен со 2 турбополначи, со што силата е зголемена на 530 коњи. Низ 4 успоси излегува звук близок на грмотевици. Целата каросерија поигрува во место и одвај чека да започне ерупцијата. 911 4S Turbo е најбрзиот сериски модел на Porsche. Тој е подбрз од 911 GT3, побрзе од 997 GT2, па дури и од победникот на Le Mans 911 GT1. Бројките делуваат импресивно. Од стоечка позиција до 100 км на час 3,1 секунда, до 200 км на час потребни се 10,1 секунда, а крајната брзина е ограничена на 320 км на час. Со уфренлувањето во првиот пренос започнува драмата. Видот се заматува, адреналинот ја ежи секоја пора, звукот удира во стомакот. Пред првиот свиок одлучувам да не кочам, само ја отпуштам педалата за газ. Подготвен да реагирам со контра, влегувам во свиокот и ништо. Охрабрен од реакцијата, шалтам во третиот и четвртиот пренос. Рикањето на моторот проследено со нагласениот свиреш на турбините и сказалката која веќе е на 160 км на час ме опива, но доаѓа нов свиок и тоа остар. Брутално кочам и влегувам со благо пролизгување во долгиот десен свиок. Каросеријата е оптеретена со силата на моторот која ја дозирам. Следеше сплет од кратки и остри свиоци каде задните тркала завлекуваа под дејство на инерцијата, но лесно се скратуваа. Фантастично чувство настапува кога се забрзува на правец. Лесно ја надминав бариерата од 200 км на час и повторно брутално сопирање. Кога забрзувате имате чувство дека инерцијата ве лепи за седиштето, а кога кочите тоа најмногу се чувствува на сигурносниот ремен. Благодетот на управувањето на сите тркала го проверивме и на слаломот, во кој влеговме со брзина преку 100 км на час. Како што гледате и од снимките, автомобилот спие. Ова е извонредна играчка со која можете да направите се што сакате, а врвната техника во голема мерка ја превзема борбата со инерцијата и низините ефекти. 911 Carrera 4 Turbo S е извонредно парче техника која оправдува својата цена, која во Македонија до регистрација би била околу 191.000 евра. За жал, зимскиот ден полека се претвореше во ноќ. Тоа го најави крајот на моето уживање во уште еден супер автомобил. За викенд тркачите сосема добра би била верзијата 4S која има само 400 коњи и поевтина е од 911 4S Turbo за еден цел Audi A6. Ма кој да бил изборот, тешко кој би нашол приметно. Зарем не? Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh.